Ѓорѓе Јовановиќ е мултимедијален уметник кој секогаш се фокусира на општествените прашања, исто така индивидуалните дилеми и сето тоа е преточено и во неговата изложба Приказни од маргините. Еден многу интересен концепт за кој што токму сега ќе разговараме. Ѓорѓе, ви благодарам што зборувате за Телевизија 24 и честитки за вашата изложба, која што како и се она што го имате досега работено е многу необична. Да, ви благодарам на поканата и на честитките. Да, Приказни на маргините е еден проект, една изложба која развива во изминатите година и пол и е некаков логичен редослед или континуитет, но нешто што го започнав како дел од мојата изложба во Музеот на современа уметност Горчлив шекер во периодот септември 23 февруари 24 додека траеше таму изложбата. Во еден сегмент од таа една по-комплексна инсталација што изложив таму, а каде што комбинирав голем број на медиуми, имаше еден дел со приказни, дел од нив анимирани, а дел од нив снимени на некој сличен начин на тоа што овде го направив, приказни за малите луѓе, а автори беа наши млади македонски писатели, а дел од нив се вклучени и во оваа изложба. Тоа се Петар Андоновски и Румена Божаровска кои беа дел и од таа изложба. И од таму некако започна градењето на оваа нова приказна, која, пак ќе речам, е некаков природен континуитет на тоа што го правев таму. Да. Книжевноста е секогаш поврзана со сликарството, со разните видови уметност, така и вие тоа го имате споено сега. И многу интересно необично изгледа. Буквално, еве ќе видат и гледачите од инсертите, овие ленти се вртат и може да се прочитаат и самите извадоци од книгите. Да, јасно, бидејќи за мене е исто така битно да вклучам публиката на многу поактивен начин. Тоа не значи дека кога публиката доаѓа на некој друг тип, ајде да речеме на класична изложба, таа не се активира, но за мене е многу битно и тоа го правам во многу од моите дела низ годините, каде што публиката е активен учесник, а во некој случај и ко-креатор на делата. Има една цела линија во современата уметност која се вика партиципацијска уметност, каде што публиката е ко-креатор на делата. Имав, да речеме, пред неколку години еден проект кој се викаше Радио Слободно Скопје. Тоа беше една интернет станица која беше лоцирана импровизираното студио во Франкофонскиот парк, во монтажна мобилната галерија, и таму јас го креирав концептот за тоа радио кое емитуваше програми кои не беа така често присутни во тој период на 2015-2016 година, не само од областа на културата, и политиката, социологијата, и таму публиката и учесниците дополнително беа ко-креатори на тоа дело. Јас ја дадов платформата овде, се враќам во еден малку по-класичен пристап на цртеж и објект, но повторно интерактивна. А што се однесува до литературата, да, мислам таа исто така за мене многу битна и во многу од моите дела се трудам да ги комбинирам различните уметнички форми внатре во самата ликовна уметност, но и да интегрирам и некои други уметности. И сето тоа ги поместува, претпоставувам, и вашите лични граници, но и за нас како гледачи, како посетители на изложбите, многу поинтересно. Да, секако. И тоа кај мене дојде како природен процес. Пак ќе речем, не сакам да речеме да ги ставам во некоја подредена позиција, класичната скулптура или сликарство. Мислам, просторот е толку огромен, битно е начинот и силината на кој се изразуваат. А самите писатели, и Петар Андоновски, и Румена Божаровска, како реагира на вашата идеја да ги вметнете нивните дела во изложбата? Па да, тие беа навистина, мислам, среќни, отворени. Знаете, јас со добар дел од нив и приватно другарувам.
Петар го знам многу години, Румена се знаеме уште од средношколските денови, така што низ годините се случуваат не само за мене, но и за други автори тој тип на колаборации. Нив им се допадна таа интерактивност, таа идеја да тоа бидат движечки слики создадени нели од нивните раскази и навистина она влегоа искрено, отворено и несебично во поддршка и во реализација заедничка на оваа изложба, бидејќи 5 од 7 раскази кои јас потоа ги визуализирав беа направени специјално напишани за оваа прилика и тоа значи подразбираше една заедничка комуникација со секој од авторите одделно во однос на насоките, идеите што јас ги имам и нивните преференции во однос на кој тип на приказна за тие луѓе од маргините на општеството. Доволно ли зборуваме за луѓето, ситуациите од маргините, за оние кои што има навистина потребна посебна помош? Какви сме како општество според вас во тој поглед? Па зависи во кој сегмент, да, но ми се чини дека не доволно. И многу од луѓето од маргините се стигматизирани од страна на голем број на луѓе. Во уметноста секако не. Ние тука имаме генерален проблем во однос на тоа што дел од уметниците го артикулираат низ уметноста. Мислам, тоа е мој еден личен став. Ми се чини дека ликовните уметници, визуелните уметници и сите други уметници од другите уметнички области треба да се многу поактивни преку своите дела во артикулирањето на современиот живот и сите оние проблеми. А тука се и луѓето нели од маргините, но кај мене тие маргини се поставени многу широко и затоа има една приказна која е посветена на еден млад студент на факултетот за ликовни уметности. Ми се чини дека уметникот е како во нашето општество е некој што е нели на маргините. Зошто сметате дека е тоа така? Па затоа што уметноста на крајот на криштата се чини дека не е важна за оваа земја. Колку и тоа брутално да звучи, но погледнете ги состојбите, погледнете на крајот на криштата колку медиуми имаат своји културни редакции, ми се чини дека се помалку и помалку. Колку културата е на насловната страница на дневните весници кои се бројат на прсти или на електронските медиуми или на веб порталите. А културата е клучна за развој на едно општество. Апсолутно, да. И оттаму затоа и уметникот е ставен нели во исто друштво, ако може да го кажам, и со бездомникот, тоа е приказната на Ѓорги Господинов, која тој ја несебично дозволи да се искористи да јас ја понатаму визуализирам. Тоа е еден од двата раскази кои не беа напишани специјално за оваа изложба, но откако му го презентирав целиот концепт за изложбата, вклучувајќи го и системот на кој тие ќе бидат представени, тој несебично се сложи да ги отстапи правата за неговиот расказ во рок од неколку часа од кога му пишав на неговиот мејл. Исто така голема чест Господинов е навистина врвен автор. Да. И знаете како, од една страна ме прашавте за Андоновски и за Бужаровска, тоа се мои македонски наши. Па не, тоа ми се современици, како што реков, веќе пријатели, а Господинов е автор со кој сум растал. Го знам од многу одамна, од неговите, мислам, прв пат чув за него, во моите средношколски денови, кога и почна да се преведуваат на македонски неговите дела, книги. Ова е расказ од неговата книга и други приказни, една од првите, јас колку што се сеќавам книги што беа преведени тука од страна на Темплум, издавачката куќа. Од друга страна, со Теја Тулич,
се имам запознаено на кратко во Скопје на еден книжен фестивал кој друга приказна кој се случи пред неколку години, но бидејќи мислам тоа беше кратка комуникација, ја следам незината работа, исто и нејзе ја искомуницирав и таа исто многу и се допадна оваа идеја и напиша специјално за оваа пригода расказ, кој ми рече дека ќе го вклучи во незината наредна книга. Тоа е навистина прекрасно. Убави се тие соработки. Како не, да, и ова е еден концепт што сакам и понатака да го развијам, бидејќи има таков тип на потенцијал. Го имаме и начинот, механизмот на кој ќе функционира, нели? Проверено е веќе, така што. Да, потребни се некои мали усовршувања во однос на механиката, но ги имаме тука и сега ова може да оди во најразноразни насоки во однос на приказните кои ќе бидат, нели, исцртувани, исликувани или не знам колажирани, бидејќи во Колку време ја подготвувавте изложбата, бидејќи навистина делува се комплицирано да се испечати, да се околу година и пол. А да, печатењето е само крајниот сегмент. Тие се работени, се цртани, поради ефектноста што ја нуди цртањето на таблет и програмите кои апсолутно стануваат скоро па, нели, не 100%, никогаш раката не може да биде, мислам, класичното, нели, цртање на хартија или на некоја, нели, подлога, но е многу блиску до тоа да цртате, нели, на парче хартија, платно и така натаму. И тој дел траеше околу година и пол, веќе напоменав од првите разговори со писателите во однос на приказните и генералната идеја за тоа што сакам да го направам до финалната реализација, што значи подразбираше исцртување на сите од приказните, паралелно правење на прототип за механизмот и нивно печатење и некои други апликации што се става чичак траки за да може да непречено да се движат. На секој детал сте мислеле, мислам, нормално. И во голем дел од приказните и текстот е рачно напишан. И да речеме, во приказната на Теа Тулич користам фонт кој е направен за една друга прилика која работев, една графичка новела, каде што направив на рака еден фонт, а Небојша Гелевски од дизајн студиото Кома го дигитализираш. Така што и во тој дел имаше доста работа тоа на рака да се испише. Комплексен процес, но ете резултатот е тука. Какви се впечатоците од посетителите? Мислам дека многу им се допадна, на повеќето од нив. Не само таа несекојдневост, ако може така се каже, туку и начинот на кој јас од нив барам да бидат вклучени во оваа изложба. И тоа е многу важно за еден уметник, нели? Вие ги правите сепак тие дела и за публиката. Апсолутно, да, не сум од тие што ги правам само за себе, да, таа сатисфакција е многу битна, но уметноста е комуникација и со себе, да, но и со другите. Тоа е тоа и што многу ни фали и можеби затоа се трудам во многу од моите дела таа комуникација, колаборација, партиципација со другите, со публиката да биде присутна, бидејќи сум човек што сака да има диалог со некој, да има разговор со некој. И да се слушнат мислења, изложбите се идеална прилика за тоа, нели? Да се развие дискусија. Ѓорѓе, ваши изложби сте имале и во Тирана, и во Њујорк, значи не само во Македонија, туку и во светски рамки. Какво е чувството да се објавуваат, односно да се бидат поставени ваши дела во странство, и те далеку од македонската публика? Па секако тоа е едно признание, огромно задоволство, предизвик кога ќе ја добиете шансата. Тоа е
повторен диалог со некои други култури, тоа е едно учење на самиот автор низ тие процеси, така што да, тоа е нешто кое, како да кажам, гориво за можност за понатока да работи машината. Кога станува збор за ова изложба, сега е во Скопје, но дали е предвидена за во Македонија, за други градови низ Македонија, регионот, каков е планот? Се уште не, но бидејќи таа се уште трае тука, но да видиме, мислам познавам луѓе од регионот, од различни институции и приватни иницијативи и баш навистина би сакал да влезам во една таква нова приказна каде што би ги представил овие дела или може би додал дополнително приказни од автори од земјата во која би изложил. А во однос на Македонија не знам, но тие патувачки изложби се многу ретки и тоа кај нас, и тоа е голем проблем. Се случуваат, но не толку често. Ситуацијата во галериите, културните домови низ земјата е прилично тажна. Не знам кој друг збор да одберам. Ние и во Скопје се соочуваме со голем број на предизвици во однос на техничките капацитети на галериите во кои изложуваме. Но мојата пракса не подразбира секогаш работа во галерија, зависи од конкретниот концепт на кој работам. Многу често сум работел и дела кои се надвор од белата коцка, како тоа ја нарекуваат, и тогаш има некој друг тип на предизвици кои, како автор... Мора да ги решаваме, нели? Решавате, но исто така еден многу интересен, динамичен процес во кој уживам. Така што ете и во тој начин, како и во однос на комбинирањето на медиумите, ете, не сакам секогаш да изложувам само во галерии. Не ми се доволни. Да, апсолутно, и така е поинтересно и за самите гледачи, за публиката и за вас. Како не, затоа што и тој начин на кој уметноста комуницира во денешно време е различен од пред 10, па камоли од пред 40-50 години. Да. Значи се движи во некои други насоки. Па тој и во некои други уметности, иако да, музиката, да речеме, функционира во некаква концертна сала, но не значи дека таа исто не функционира и не се случува и во многу други простори. Па се мешаат жанрови, па се комбинира класика со модерна музика и тоа е нешто што ова модерно време го налошува. Така, различни стилови, пробување и поместување на границите. Па да, мислам, работите се преплетуваат и луѓето добиваат желба да соработуваат, да создаваат некои други формати. Има од различните уметности луѓе кои навистина сакаат да прават тој тип на експерименти. Јовановиќ, на што сте фокусиран овие денови? Што ви го обзема вниманието? Работите ли на нешто инспиративно? Трудам да се одморам, бидејќи беше... Па да, бидејќи паралелно работев и на некои други работи. Еве вчера премиерно излезе спотот за новиот сингл на Дарко Рундек, на кој работев, заедно со Хана Корнети, која е потписник на сценариото, театарот Сенки и облаци, кои ги анимираа куклите што ги креирав, Георги Митрески, кој беше камерман и продуцент, така што и тоа беше еден напорен процес кој се случуваше паралелно со оваа изложба. Претходно беше дизајнот на плакатот на Джез фестивал, така што сега сам да одморам на вистина. А нормално паралелно следам многу работи што ме интересираат. Слушам доста подкасти, интервјуа на автори што ги сакам. Филм исто така. Сега ќе го искористам периодот да изгледам филмови кои не сум имал можност да ги изгледам во овие сите динамични
ова денови месеци на подготовка и работа. Да, веќе ќе почнат оскаровските филмови кај да е постепено да се појавува. Да, ќе гледам и тие, но за мене независното кино е по авторското кино е по предизвикувачко. Го чекам филмот на нов да излезе на Джим Джармуш. Има една листа на филмови што ме чека да ги изгледам, да. Ви благодарам многу за гостопримството ве овде на вашата изложба и ви посакувам понатака инспирација за нови дела. Да, ви благодарам на интересот и се гледаме се надам наскоро во друга прилика.